Добар ден од Минхен и добар ден од 62-та Минхенска безбедносна конференција. Денешниот прв ден овде го започнавме со средба која што е многу значајна со високи представници на компанијата Шварц, најголемата или едно од најголемите во светот и едно од најголемите овдека во Германија, со годишни приходи повеќе од 180 милиарди евра. Компанијата Шварц вработува повеќе од 605.000 вработени и е присутна во повеќе од 30 земји во светот, помеѓу нив е и нашата Македонија. Вториот состанок како продолжување на оној состанок во Давос го имавме со сопственикот на компанијата 4G, господинот Гелерт, кој што е веќе присутен во Македонија како сопственик на лиценца за трет мобилен оператор. Она кое што е значајно, а треба да се истакне и да го знае македонската јавност и македонските граѓани, е фактот дека покрај постоечкото инвестицијско портфолио и двете компании, и компанијата Шварц и компанијата 4G планираат дополнителни инвестиции во Македонија во сосема поинаква област, во сосема поинакво портфолио, а тоа е вештачката интелигенција, дата центрите и енергетиката, односно производството на електрична енергија. Понатаму бевме дел од свеченото отварање на 62-та Минхенска безбедносна конференција, каде што свое значајно обраќање имаше германскиот канцелар Мерц, а овој дел од денот го завршуваме со состанок со претседателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта. На состанокот разговаравме за евроинтегративниот процес на Македонија и она кое што е важно за македонските граѓани, тој процес да не биде билатерализиран, да не биде понижувачки и да биде сочуван македонскиот идентитет и приоритетите на македонските граѓани. Дозволете ми на крај да им честитам на македонските граѓани за онаа убава вест која што на почетокот на денот пристигна од Соединетите американски држави од Вашингтон, а тоа е усогласената заедничка изјава помеѓу македонската влада и Белата куќа, а се однесува на договор за трговија кој што понатаму двете држави ќе го потпишат, договор кој што овозможува подобра економија и повеќе можности за македонските компании. На овој начин покажуваме како влада дека покрај она стратешко партнерство со Велика Британија и Обединетото кралство, после избришаниот постмониторинг од страна на Советот на Европа, овој трговски договор кој што ќе биде во рамките на оваа заедничка изјава која што ја усогласивме со Белата куќа потпишан, ја заокружуваме дипломатската офанзива во овие први 20 на месеци од оваа нова влада и тоа се историски договори со историски успех за македонските граѓани и Македонија како држава. Останете со нас, следните 2 дена продолжуваме со многу убави вести и со успешни состаноци од овде од Минхен, од 62-та Минхенска безбедносна конференција.